Македонија во текот на минатите 12 месеци не презела решителни чекори за напредок во процесот на преговори за пристапување, констатира Европската комисија во извештајот за напредокот на земјава за 2025 година и во својата стратегија за проширување кој ги објави денеска. No real progress was observed in the last year for North Macedonia, Bosnia and Herzegovina and Kosovo, and the reasons are different. The Commission will continue supporting them in their work towards the EU. Комисијата при тоа констатира дека Македонија треба да ги интензивира напорите за спроведување на реформите поврзани со Европската унија, особено во рамки на кластерот основи во делот на владењето на правото, заштита на судската независност и интегритет и зајакнување на борбата против корупцијата и организираниот криминал. The technical work on the roadmaps and the action plan linked to Cluster 1 continued, but the country has not taken decisive steps to advance in the accession negotiations process over the last year. It has to amend the constitution according to the Council conclusions from 2022 to advance on its EU path. Европската комисија при тоа констатира и дека уставните измени не се усвоени, меѓу другото и поради тоа што собранието не направило обиди за нивно усвојување. Инаку најновиот извештај за земјава во делот на политичките критериуми нотира дека без напредок споредено со минатата година се реформите во судскиот систем и борбата против корупцијата. Со ограничен напредок се борбата против организираниот и сериозен криминал, како и областа на владењето на правото, слободите и безбедноста, но и слободата на изразувањето. Земјата останува умерено подготвена во областа на реформата на јавната администрација со одреден напредок од лани во областа на влада. Функционирањето на судскиот систем инаку се наоѓа меѓу одредено и умерено ниво на подготвеност, но во изминатите 12 месеци таму не е постигнат никаков напредок. Севкупната независност и финансиска автономија на судството се подкопани од мешањето и притисокот од другите државни гранки, вклучително и обидите на собранието да изврши притисок врз членовите на судскиот совет да поднесат оставка, како и доделувањето на ограничените финансиски ресурси. Корупцијата пак останува распространета во многу области, при што комисијата нотира дека нивото на подготвеност на земјата во делот на борбата против корупцијата останува меѓу одредено и умерено, без никаков постигнат напредок од 2024 година. Но ако нема поместување од лани во генералната борба против корупцијата, поместување има во делот на работата на антикорупцијска. Таа од светла точка во борбата против корупцијата во претходните извештаи во најновиот на Европската комисија поради обвинението поднесено против претседателката на ДКСК, што доведе до нејзина оставка, се нотира дека е доведен во прашање кредибилитетот на институцијата. ДКСК треба проактивно да дава насоки за политиката за спречување на корупцијата, откривање и пријавување на наводни случаи на корупција и зголемување на нејзината ефикасност во проверката на анкетните листови и надзорот врз финансирањето на изборните кампањи. За случаите на корупција на високо ниво, Европската комисија наведува дека тие честопати се одложуваат, застаруваат или завршуваат со минимални казни. При тоа останува незината минатогодишна препорака за носење на нов кривичен закон во согласност со законодавството на Европската унија, но и да се подобри увидот во случаите на корупција на високо ниво. Во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, пред кој Кост денеска прво го презентираше пакетот за проширување и извештаите за напредокот на земјите од регионот, не беше присутен известувачот за Македонија Томас Вајц, поради што беше прескок на делот во кој требаше да биде презентиран извештајот за Македонија на Европскиот парламент, а со тоа и коментарот од Кост за Македонија. The standing rapporteur for North Macedonia, Thomas Weitz, is not present, so we move on to Serbia. Инаку Кост порача дека таа секогаш ќе се бори одлуките во процесот на преговорите со земјите кандидати да не се носат едногласно земјите членки, туку едногласноста да биде потребна само за почеток на преговорите и за прием на нова членка.